Здраво, ова е 85-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Birds of Passage на Кристина Гагеро и Сиро Гера, во кој станува збор за децениите во кои започнува трговијата со дрога во Колумбија, следејќи го подемот и падот на две фамилии кои започнуваат војна за да може да се контролира илегалниот бизнис, кој ќе им ги уништи фамилиите и пред се самата култура. Авторите на филмот ни овозможуваат да дојдеме до тој заклучок преку животната сага на Рапајет, кој од ситен трговец станува наркобос, што на хартија е аналоген потват кој наликува на The Godfather, Scarface, мафијашките филмови на Мартин Скорсезе, сериите Сопранос и Наркос. Со него се запознаваме кога заедно со неговиот вујко одат кај фамилијата која има девојка која сака да ја земе за жена и почнува старовременско преговарање и ценкање за незината цена која е еквивалент на 30 кози, 20 крави и 5 ѓердани. Во наддавањето забележуваме мерење и на престиж и изговарање на флоскули за честа на фамилијата, кои ќе бидат лајтмотив на филмот, кој ќе биде прифатен здраво за готово, кога ќе пристигнат неизмерни килограми на пари помеѓу нив. Иако настаните се одвиваат помеѓу 60-тите и 80-тите години на минатиот век, воочливи се традиционалните обичаи за подготовката на потенцијалната невеста за надворешниот свет, посебно во прекрасниот кадар кај што флуидната камера ја прати младата девојка како трча по момчето во еден ритуален танц, во кадар исполнет со статисти до неговата рамка. Во овие примитивни кланови се практикува суеверието, се поседуваат талисмани, се толкуваат соништа кои кинематографот ги кадрира неваресен над реални слики, практикуваат трговија на размена и се толкува иднината врз основа на појавувањето на птиците и народните преданија, кои концизно се изведени во сточарските песни, соодветствувајќи на дејствието на филмот. Структурално филмот е поделен на 5 поглавја кои се јасно одвоени со наслови кои одговараат на главните преокупации на протагонистите во нив, еквивалентни на пресвртниците во нивните постојања, именувани како песни на животот. Рапајет првично го гледаме како тргува со алкохол во 60-тите, но кога ќе налета на американските хипици, кои ќе побараат да ги снабди со 50 килограми марихуана, согледува дека лежи лукративен бизнис во таа побарувачка кој може да го практикува со неговиот партнер Мојсе, вклучувајќи го својот братуче како одгледувач и потплатената полиција и војска за да биде загарантиран безбедниот транспорт, сосредоточено во ироничната клаузула на смрт на комунизмот и живење на капитализмот, практикувано од хипиците во филмот. Иако марихуаната им носи задоволство на белците, Рапајет, односно Рафа, е преговарач кој ја гледа само како алатка во бизнисот, но не и неговиот бизнис партнер Мојсе, односно Мончо, кој смета дека парите се за трошење, затоа што е боем кој дури со музика доаѓа на погреб, но дека Рапајет е фамилијарен човек кој си ја проширува фамилијата, едноставна бинарна опозиција на Мончо, кој станува алчен и се меша во договарањето на Рапајет, кој воден од ароганцијата и непромисленоста бара монопол во трговијата и е првиот кој ќе го испука куршумот и пролее крв од трговците американци. Парадоксално е тоа што дадениот збор помеѓу криминалци е еквивалент на често и достоинство меѓу бизнисмените, а секоја непресметлива одлука може да ја фрли севкупната фамилија во оган. Кога ќе се излее крв, мора да се плати со крв во овој свет, но штом се започне со циклусот на насилството, нема враќање и балансирање. Бркањето на Мончо од бизнисот е уште еден удар врз неговото его, кој решава да ги убие соработниците на Рафа и тука веќе одмаздата е во полн погон, претворајќи го Мончо во бесно куче кое Рафа мора да го скроти. Иако е принуден во одлуката да реагира Рафа од страна на фамилијата, забранет му е пристапот до новороденчето кога ќе се појави со последицата на чинот, односно дланките со крвта на неговиот поранешен бизнис партнер и побратим. Потребата од помирување на клановите е нужна, која резултира со компензирање преку алчност, а синот на Рафа,
Пубертетлија со пиштол во рака е успешен рецепт за катастрофа. Но кој пример во животот го има арогантниот Леонидас? Таткото кој во просперитетниот дел на филмот седи на тронот во империјата во палатата насреде пустина, која ја замени со животот во шатор, брзото збогатување доаѓа по цена на многу животи. Секој подем си има свој пат. Во едно омаловажувачко обложување, тој се обидува да демонстрира надмоќ и потенцира дека секој е куплив за одредена цена, навредувајќи ја ќерката на Анибал, односно бизнис партнерот, од другиот клан Леонидас, нема да сака да се извини за навредата, напротив, во филмот е алудирано и дополнително силување на ќерката на наркошефот, што ја отпочнува незапирливата одмазлива војна на веќе постоечката тензија. Во прекршеното примирие убиени се не само неколку гласници, туку и десетици соработници во двата кланови, за да се зачува текот на каузалитетот. Во името на одмаздата ќе се продаде и собствениот посет, само за да се убие противникот и поради одредени импулсивни одлуки, дополнително умираат невини жени и деца, правејќи одредени гласници недостојни за да добијат куршум во глава за нивните одлуки. Главниот протагонист Рапајет е ставен во позадина во последниот чин на филмот, иако негова е идејата за трговијата која ја предизвика сета оваа несреќа, корупција на тело и душа. Се извинувам за моето детално експонирање на дејствието, но потребно е да се согледаат клучните моменти на превиткување на чиновите, затоа што секоја акција е катализатор кој предизвикува лавина на реакции, дел од нив се исчекуваат, а дел се непредвидливи за ликовите. Во овој нарко-вестерн, мноштво крвави мртви тела се декорација на сценографијата, чинот на убиството е надвор од рамките на кадарот, гледаме дури и трки на коњи и сведоци сме на бдеење на откопан ковчег по 2 години и бришење на коските на починатиот. Женските ликови ги запознаваме како пророчки и шивачки на вреќи, плачачки на погреби, понекогаш помирувачки, медијаторки, а понекогаш изнудувачки на непресметливи чинодејствија, иако се водени од исправни етички мерила. Комбинацијата на натуршици со актери од латиноамериканските сапуници се покажа како добар потек, посебно затоа што прекумерната експресивна глума беше ставена под контрола и се целеше на изложување на минимумот на молки погледи. Поделбата на закрвените кланови делува како да е пресликана од античка трагедија, го има и народниот пејач која пее фабулата на животните патила. Кинематографит Давид Гадјего уште еднаш ја демонстрираше својата префинета фотографија, снимајќи во синемаскоп на 35 мм со ерикем, приложувајќи плејада на одлични широки планови со доближувачки возила низ пустината, избегнувајќи гроплан што е можно повеќе. Во музиката на Леонардо Хејблум доминираа дувачки и ударни инструменти со кои се потенцираа етноелементите и му дадоа магичен агенс на ова парче од далечниот свет, кое функционира со собствен сет на правила. Режисерот Сиро својата специфична диалектика ја гради од интимните патешествија низ пустинската празнотија во почетоците на кариерата на Wandering Shadows и The Wind Journeys, за потоа да го создаде сега веќе култниот црно-белен Embrace of the Serpent, за со самоуверен визуелен печат, речиси документаристички пристап и згуснато дејствие со помош на тогашната сопруга Кристина Гадјего, да ни го понуди овој визуелен десерт достоен за респект. Моментално е во постпродукција на адаптацијата на Waiting for the Barbarians, новото остварување во кое глумат Роберт Патисон и Џони Деп. Префинетоста во дозирањето на поглавјата со дејствие кое би го заситило секој гледач, леснотијата во шиење на нитката на животната сага и стимулативната визуализација се најсилните одлики на филмот, а недостатоците се должат на редуцираната актерска игра, изветряните мафијашки клишеа и недоволно елаборираната митолошка предложка во синтезата со трулите модерни тенденции, која би го впрегнала обичниот гледач во заврзламите на дополнителна експликација во етнолошкото милје, кај што патриархатот е применет од матриархатот, има расна, етничка и финансиска поделба, што се занемарливи финеси за квалитетот на филмот, но ако барате толкување на сите символи, ќе го најдете.
Филмот беше кандидат на Колумбија во категоријата за најдобар филм од неанглиско говорно подрачје на Оскарите, успеа да влезе во декемврискиот потесен круг од 10 филмови, но не доби номинација за Оскар. Беше прикажан на Канскиот Directors Fortnight, на ТИФ, Бусан, Чикаго, Лондон, Локарно, Стокхолм, Љубљана и овогодинешниот Санденс, пред да биде откупен за дистрибуција од The Orchard. Ова е филм за безизлезот на кругот на насилството, кое се зачнува од сплет на ароганција, алчност, суета и одмаздолюбие. Цената на овие непресметани одлуки, донесени во напливот на пари, секогаш ја плаќаат невините жртви. Филм, како што би снимил Жодоровски, кога не би бил под дејство. Ако морам да го евалуирам, тогаш Birds of Passage од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 85-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!